Од 0 до 365 дена игра за вашето дете со Дамимио. Ангела, идеја што ти дошла во најчуден момент. 3 наутро додека дое дете. Ако не календари со активности, тогаш што? Сликовници. Што прво забележуваш кај луѓето? Енергијата. Што секогаш одложуваш? Административни работи. Една апликација без која не можеш? Тефтерот. Кој е првиот збор што ти паѓа на памет кога ќе слушнеш креативност? Хаос, а да не се шалам, релаксација. Најчудниот коментар што си го добила за Дамимио? Ако го купам календарот, дали моето дете ќе си игра секој ден само? Почитувани, добар ден и добар дојдовте во следното издание на нашата емисија Од нула. Со задоволство ќе се го најавам мојот денешен гостин, тоа е Ангела Костовска, собственик на мал бизнис Дамимио. Ангела, здраво, добре ни дојде. Здраво, добре ме најдов. Како се чувствуваш во нашето студио? Ви благодарам најпрво за поканата. Баш ми се допадна целиот концепт на емисијата и ви благодарам што ви текнало на мене и на мојата идеја да прозбориме денеска. Нам многу ни се допаѓа она што го прави, зашто ќе зборуваме во текот на оваа емисија, ќе опфатиме секако и други теми. Пред се, ајде малку запознавање со тебе. Која е Ангела? Надвор од работата, да ни споделиш малку повеќе за твојата личност. Да. Па вака надвор од работата, надвор од децата, од титулите, од се она што се гледа. Јас сум некој кој што сакам да кажам сум вечити ученик и учител. Некако во исто време така се осеќам во една фаза во животот каде што сакам да учам, постојано сакам да учам. Значи тоа е некоја дефиниција за мене дека сакам да учам. Прочитав една добра квота, една убава мисла, човек е жив се доручи. Така да ми се допаѓа тоа за тебе, можам да се поистоветам и јас. Креативна си од секогаш, како дете, можеш да кажеш дека си креативно дете кое што знаело само да се заигра, да си смисли сопствени игри, дали можеби тоа е она што во себе го имаш, што денеска те прави сопствени на Дамимио. Па да, како дете сум била баш така умно дете кое што можело да си смисли само игра, значи немаше порано што го викам ова, ние миленијалците сега што сме мајки, бевме миленијалци деца кои што немаа вакви уреди, немаа достапност до интернет и нашето играње се сведуваше со игри во двор, со игри со кал, со активности што си ги имавме дома, со предмети што си ги имавме дома и како што имам и помала сестра, цело време игравме заедно, многу често игри со улоги, а и вакви сензорни игри, да речам дворот ми беше на сензорна училница. И се занимававме. Немаше таблети, немаше телефони, имаше само книги и игра. Во кој момент свати дека креативноста може да биде и твоја професија? Па, дефинитивно откако се родија децата. Јас почнав да си постирам активности кои што си ги правев со керкичката. Првата активност ја постирав за нејзе на 4 месеци, затоа што беше бебе кој што многу сакаше да се држи во раце и немаше никако простор, момент со што ќе го држи вниманието од сите играчки што ги имаа купено. Ништо не ја држеше внимание, се додека не направив едно пластично шишенце внатре со графчиња. И кога видов дека тоа работи, првата идеја, јас го снимив и реков, ова може би работи, може би има и други мајки кои што буквално не можеа да си ги одморат рацете. И ова шишенце ако мене ми го даде овој мир, викам јас ќе го снимам како го направив, а може и на други мајки ќе им послужи. И така и бидна. И од ден за ден потоа само барав инспирација, што можам сега следно, како може играта на меше кај нејзе повеќе да ја развивам, затоа што не икеше воопшто да седне на меше да игра. Што е важно за целото, за фазата ползање, за фазата исправање, за фазата седнување. И тука многу се заинтересирав и повторно доаѓа моментот, почнувам да учам. Јас морам да учам, значи јас не знам ова, никој не ти го кажува, ниту на педијатар, ниту постарите не ти ги кажуваат овие моменти за развојните фази, за скоковите во развој, сите тие моменти, постои литература, постои наука и тоа требаше да се исчита што да се поттикне во секоја фаза, што бара умот на детето во секоја фаза. Го започнавме веќе, така стигнавме до Дамимио. Така, Дамимио, твојата прва активност беше ова што спомена пред малку и се развиваше, денеска е веќе готов продукт, да речам тоа е бренд позади кој стојат повеќе календари со активности, па можеш да ни кажеш малку повеќе какви календари имаш, различни типови,
можеби активности нели за лето, за зима, на кој начин ги составуваш, на кој начин ги создаваш? Да, па да ми не дојде одеднаш. Да ми се појави како бренд сега, последниве неколку месеци од 2026. А идејата е од 2022. И како се развија календарите? Се развија во 2024 кога се роди всушност моето второ дете. Затоа што со едно дете можеш да му го посветиш целото внимание. Целото време го имаш за со едно дете. Со две деца веќе љубовта е дуплирана, ама и твоето тело физички треба да се дуплира на две места. Да, и таквите идеи во 3 часот наутро додека го доиш детето и се прашуваш што ќе правам утре сега пак со две деца дома, од кој што едното тодлер, едното бебенце кој што ете почнува да биде на меша, почнува да лази, да седи. И почна да си лепам работи на фрижидер. Значи буквално на лист хартија напишано понеделник, вторник, среда, оваа игра можам со поголемото, оваа игра со помалото. Аха, паралелно ако ова игра ова, дали ќе можат двете заедно да играат? И така ги имав налепено на фрижидерот овие активности. И го споделив и тоа на Инстаграм. И им беше интересно на мајките како вие интересно да го зирнам календарот, да се збориме да понаучам некоја активност за мојот. И да интересно е дали може да ни направиш и на нас вак по календарче или да ни го пратиш. Викам супер, може и ова ќе служи на друга мајка која што денес нема идеја што да прави, а има две деца дома, не само едно. Да, а за потоа да дојде до еден ваков формат, до еден дигитален формат со малку дизајн, со слики како што игравме, јас правев и слики нели од активностите. Сам учествуваш во сликање, во креирање. Да. До финален производ, значи од идеја до испробување, затоа што во еден календар не влегува се што ние играме дома. Значи ги имаме ние еден куп активности и секој ден јас пробувам нови идеи, јас црпам инспирација од други места, но во календарите влегуваат баш активностите кои што гледам дека на моите деца им држале многу внимание, им биле навистина интересни, им потикнале одреден развој, одредена вештина која што требале да ја усвојат во тој момент. Па затоа почна календарите да се развиваат од 6 до 8 месеци, од 8 до 10 месеци, 11 и 12, баш ги поделив по развојна фаза, затоа што кај едно мало детенце, кај едно бебенце, многу брзо се менуваат вештините кои што ги учи, тоа не му требаат години, таму за недела, дена, две, за еден месец веќе имаме цело ново дете со нови вештини и баш затоа таму мораше да биде многу пократок рокот. А сега кога веќе имам јас дома два тодлери, обично ги делам на сезонски. Значи доаѓа пролет, па ми треба тука такви активности пролетни, повеќе со цвеќење, со природа, сучење за облаци, сучење за дожд, сучење за чадорчиња, значи како е нивната фаза. Сега во лето, они се бараат сензорни активности, они бараат вода, они бараат бродчиња, рибчиња, се што асоцира на лето, на плажа, на песок. Гледам баш интересно овој летен календар со активности, вклучува многу активности со песок, со вода, нешто што нели е актуелно и атрактивно за дечиња на таа возраст. Во моментов со колку календари располагаш, колку календари има во Домимио, како се разделени, ми спомна нели по возраст? Да, значи категоријата се поделени бебе, тодлер и тематски. И тематски. Да, например лето, гледам дека имаме игри за во кола, сега актуелно нели патување, па да се задржи нели да се заигра дечињата за да не биде полесен патот во кола. Да, исто така има за бебињата како безбедни активности, бидејќи мајките на бебенца многу често се плашат да пробаат некоја активност која што може да биде малку по-небезбедна, би рекла, за дечиња што се уште ставаат работи во уста. Например, не може да им дадат одма овес или одма какао или одма нешто, затоа што одма ќе го ставаат во уста, ќе сакаат со тоа да си играат, па барав и некои такви активности. Или не можат алуминиумска фолија животните да ги завиткаат, бидејќи детенцето може да лапне од алуминиумската фолија. Точно. Имаш одредени мајки, јас би сакала да го купам календарот, но моето дете става се уште се во уста. Дали има активности кои што се безбедни и знам дека и да стави во уста дека ќе биде окей. Да, така што еден таков тематски има за бебенца, пролетно, летно, есенско и новогодишниот. Новогодишниот секогаш празничен е многу хит, бидејќи родителите се во декември дома, сите сакаме декември некако магичен да го направиме за децата и неколку години нанасат наместо елка
бидејќи или имам тодлер или имам мало бебе што лази, јас на Јелката зидот не преживува. И на зидот си ги лепев овие картички, као за секој ден некоја игра да си правиме со децата и беше така еден магичен декември, магичен во смисла на игра. Дека ти си тогаш присутен, максимално посветен секој ден на таа некоја новогодишна активност. Дали можеби по нарачка изработуваш календари, спомена нели по возраст, тематски, дали можеби некоја мајка дошла со барање потребен ми е, не знам, еве и за повозрасно детенце, нели? Да, има некои првачиња и ето така, да, значи сега например до 4-5 години како што растат моите деца, имало календари по нарачка, баш првата година празничните календари ги правев за одредени мајки по нарачка. Затоа што не сите деца го обожаваат Дедо Мраз или Снешко, туку игрите беа некако прилагодени, но тогаш навака мислам и моето време е многу ограничено, бидејќи за да се направи по нарачка треба навистина време и да се смисли и да се најдат активностите, и обично бараат мајки кои што сакаат да развијат одредена вештина. Например, говорат повеќе да работат кај децата или фината моторика да се развие повеќе кај децата, но тука секако ги насочувам дополнително да си разговараат и со стручни лица, да не го избегнуваат тој момент, туку секогаш играта да ја поврзат и со насоки кои што ќе им ги дадат стручни лица за одредена проблематика, ако веќе виделе кај детенцето. Дека играта е само еден дел од целиот тој процес, кој што нели секако дава придонес, може да помогне, но без стручниот дел јас тука не би одела понатаму. Што е она што најмногу го уживаш во изработката на овие календари, она што можеби ти представува најголем предизвик во изработката? Најмногу уживам уствари кога си играм со децата. И мене ми е баш интересно додека си играме и кога гледам они како уживаат. И тоа мене ми е најголемиот бенефит дека дента се као вау или се бајле кога чекаат да видат која игра ни ја спреми денес. А деновите кога јас не можев да спремам, сега веќе поголемата керкичка вика јас ќе му спремам на бато една игра, затоа што ти не можеше. И тоа мислам дека ми е најголемо уживање што ги учев децата да играат и што знаат дека сум јас присутна во тие моменти. А предизвик е се ова да го склопиш, да го исликаш, затоа што сакаш да бидеш тука во играта, а ти мора тогаш да сликнеш, да снимиш, да изгрираш содржината за социјалните мрежи, за да може нели самиот бизнес сега како бизнес да функционира. Ги разгледав колку што успеав сега летниве активности, летниот календар со активности, во моментов го држам тука на папкава. Забележувам дека има различни фигурички, начини, постапки како да ја изработиш таа игра, како децата не треба да ја изиграат. Па сакам да прашам дали е нешто што можеби секој родител може да се го најде во сопствениот дом или сепак постојат некои работи кои што треба да се купат или едноставно ли е да овој календар на активности секој родител го има и да може да ја овозможи оваа игра или сепак треба нешто дополнително да се купи и ако да од каде? Па јас гледам, значи активностиве во последно време да бидат со работите од кујна. Не знам зошто многу им се на нив интересни работите од кујна. Например, за да децата еве да кажеме да развијат вештината за предпишување, пред држење на молив, не мора да правиш никакви посебни работи, едноставно извади палента или гриз. Стави ја во еден послужавник и децата тука ќе пишуваат. Значи, напиши кругче, нацртај форма, направи бран, што ќе ми нацрташ сега, е многу, не е тоа нешто што никој го нема дома. Значи, сигурно имаш дома некоја паленка таму заборавена што стои малку во, или макарони, некои што се останати за претурање, за вежбање фина моторика. Гледав скоро сите активности да бидат со работи што ги имаме дома. Дали би можела да издвоиш, имаш многу клиенти, има многу родители, мајки, претежно, кои што нели го купиле овој календар и кои што имаат некакви впечатоци. Што е оно што би можела да го издвоиш како порака, како фидбек од твоите клиенти, да? Многу интересно што не пишуваат за календарот, пишуваат за тоа што им донел календарот на нивното дете. Една од работите што многу ми остави впечаток, уште ја паметам, е дека учителките после детенцето било дома неколку месеци, учителките кога дошле во градинка му рекле многу ја има подобрено фината моторика. Како мајката беше дома тие неколку месеци со детенцето и баш си работеше на тие моменти и тоа ми беше баш
баш еден убав фидбек и значи не зборат за календарот, зборат или за времето што го добиваат. Прв пат успеав да направам ручек додека моето дете си играше и или супер е скоцкано, значи од тој аспект оди фидбекот повеќе на слободата што ја добиваат, а и на бенефитите што ги добива детенцето. Ангела, дали можеби размислуваш за некој нов производ, иако да ми е релативно нов бренд на нашиот пазар од 2026, како што спомена, или можеби би останала барем во идниот период на The Mimeo и на самите календари за активности кои што би ги создавала во идниот период? Па да, јас мислам дека сега би се држала до календарите, до производите кои што ги има на The Mimeo, нели физичките производи од британскиот бренд Inspire My Play, кои што ја поддржуваат играта, не се задолжителни, но ја поддржуваат играта, го леснуваат секојдневието на мајките. Но дефинитивно календарите се заштитен мој знак, се што правам, се што творам во нив е многу лично и мислам дека би си ги задржала дефинитивно во идниот период додека растат и моите деца. Дали можеби имаш некоја порака, нешто што би им препорачала на сите оние млади луѓе кои што имаат идеја, имаат креативност, имаат нешто ново што досега не е познато на нашиот пазар, како би ги охрабрила? Како се охрабри ти? Ти беше ли тешко да се охрабриш да го започнеш овој бизнис? Мене ме охрабрија други жени кои што имаат собствен бизнис. И за тоа сум премногу благодарна, затоа што во нашата земја постојат жени предприемачки кои што не себично застана, ме гурна, ме поттикна за цело тоа да добие една нова форма, една нова димензија и да не остане само хоби. И тоа сум дефинитивно многу благодарна. Што се случи, јас на сите млади луѓе би им рекла и да прашаат, и да одат кај некој што веќе има некаков тип на бизнис, кој што инспирира, кој што постојано се труди да биде нели и присутен на пазарот и да мотивира други жени, да мотивира други предприемачи, и мислам дека многу сила ќе им даде приказните кои што доаѓаат во позадина. Дека едноставно не е едноставно, но е но е многу убаво и кога знаеш дека стојат исто така жени кои што те поддржуваат во целата приказна. Верувам дека треба да имаш љубов, треба да имаш пасија за она што го работиш, супер поддршката, максимално и апсолутно ја оправдувам за секој бизнис, дали е тоа нашето семејство, пријатели, жени предприемачки, кои што ќе го помогнат, но пред се треба да имаме нели желба и љубов за да го создадеме и нештото да биде одржливо како бизнис. Јас би ти се заблагодарила што беше мој денешен гостин, ми беше задоволство, едва чекам да ги погледнам овие календари со активности, да се добиам идеја за моето бебе, како да си играм јас со неа во идниот период, летниот период. Ќе ти посакам да нижиш успеси, ќе го споделиме Инстаграм профилот од твојот бизнис и препорачувам на секоја мајка која што би сакала да добие идеја како да се игра со незиното детенце, да го посети профилот на Ангела и да украде некоја од незините идеи за игра. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас, навистина ми беше пријатно и со вас и во вашето студио.